Драги наши прилепчани, Стендап Македонија ви ја носи феноменалната комедија Слушај, другаре, на популарниот Жарко Јовановиќ, овој пат со своето алтер его, Перо Гуртна, македонскиот Борат од Куманово. На 6.12.2024 во вашата ценета сала Марко Цепенков доаѓа Перо Гуртна. Карти можете да најдете во Стори кафе, Пулс кафе, Сладкарница Шар и на телефоните 071-222-011, 078-279-341. Перо Гуртна доаѓа со својата фантастична приказна која што ја раскажува на секој негов другар. Слушај, другаре! Ако можеш и позајми неке паре. Рада се спрема да ја нападне Русија со газот. И Рада и НАТО со газот изгледа се спремаат да ја нападнат. Ама пред да се вратиме на газот на Рада и на нападот на Русија, да ви кажам нешто затоа што е актуелно тоа сега со Скопјево и со автобусите, со Данела, со нема автобуси, нема нафта за автобусите, нема автобуси, нема ништо. Да ви кажам сега нешто од моје лично искуство, затоа што 3 години, јас сум шофер од 94-та година, значи имам возачка, но 3 години немам кола. Значи прво, онака, се остави без кола и супер ми дојде од почеток, не мислиш на регистрации, не мислиш на стајање бензин, не мислиш на сервиси редовни, не мислиш промениш летни зимски гуми, не мислиш да промениш филтер за масло итн. Не мислиш на ништо и прво топ ми беше. Викам супер ова. Тен окей. Арно ама првиот тригер, што ме натера, викам готово, толку е. Ја тука завршив више со возење у автобуси за сва времена, кога решив да купам кола. Главната причина за тоа беше наше предпријатие, овие уствари автобусиве, приватни и овие на државнава компанија, што треба да не возат низ градов, треба да стигаат на време и треба да вршат, да имаат квалитетна услуга за секој да може безбедно, сигурно, мирно, спокојно да стигне каде сака без да се нервира. Каде се, до кај се расипале, гумите експлодирала губа, не знам што, вамо там. Значи, знаете ли што се дешава у тоа автобусите и во овој ЈСП и во овие приватни беше? Сега ќе ви кажам, од лично искуство 3 годишно. Не дека ја толку често идев, но повремено, знаеш, кога идев на некоја пододачка релација, се качуев онака. Значи, прва работа, основна ќе кажам работа. Пазете, имам роднина кој што вози во ЈСП, кој што е шофер. И јас знам уште десетици други луѓе у ЈСП, шофери што се, како да ви кажам, профи, да по-профи не може да бидат. Но, има и такви говеда од шофери, особено во приватнине оние автобуси што возат, особено тамо збора, кои што не име местото да работат со луѓе, кои што се понашаат автобусот како да е автобусот нивна, како да ви кажам, нивни калифат со ширијатски закони унутра. Од типот 40 степени надвор, ти влагаш оние приватнине, што не знам од кај ги купиле луѓе, тие прозорци не се отвараат вака, нешто да го отвориш целосно. Дури нема ни прозорци, цели стакла се вака и има позади нешто така, нешто ко прозорче горе, значи точку така се отвара прозорчето. 40 степени надвор, внатре не работи клима и на тие вака прозорчиња толку така што може да се отвора. Тебе кој се возел знае за што збора. И унутра е оние печки на Аушвиц говна да јадат.
И ти му викаш, клима има, нема, не работи климата. Добро. Сега. Во овие градски со ова ЈСП што беа автобусиве. У летно време, истиот проблем. Знаете што правеа луѓе? Ке се качи вака у автобусот, значи 40 степени надвор, ке се качи автобусот, уште вратата е отворена, гледа не работи климава, се симиња чека друг со клима што ќе дојде. Така правеа луѓе, така сум правел и јас. Пример, некоја со децата, ако смиделе, не знам кај мајка ми, значи сега чуеме, нема клима, ајде да чекаме, друг ќе се симнеме, другиот после пола саат, но ќе се симнеме, пошто внатре е неиздржливо. Не им работат климите на поише од пола од тие автобуси. Или, потрагичен имаш момент, кај овој шоферов тука нешто работи климаво е ладничко, позади пекол. И ти му викаш, мајсторе, пушти клима, позади се угушивме и споцркавме. Он ти вика, или пуштена е климата, абе ти му викаш не допира до мамо. Па пуштена е климата. Или, ако е пољубезен, ке ти рече, пуштена е, ама толку лади, не може поише да лади. Треба не знам што да се додаде, фреон, меон, итн. А имате и случај, кај што ти му викаш, мајсторе, климата, он чути и вози. Особено ова приватниве, што се овие шоферира. Ајде да не збориме, да не мишаме тука овие меѓунационални прашања. Значи ти му се обраќаш најљубезно. Он не се ни врти, он вози. И ти викаш, ај, не те слушнал, ќе повторам прашањето. И ти му викаш, мајсторе, клима или ова. Он не те регистрира, ни вака да се заврти да ти каже нема клима, има. Не. Он си вози. И тука почнеш ти да пиздиш, или ја, или други луѓе, или имало случај се јавуеле не знам каде да викнат, да се пожалат, кај да се пожалиш у градов, кај кого да се пожалиш за таквите говери. Втора работа. Имате ситуации, имало, кај што она апаратче кај што треба картава да ја поминеш или со апликација на мобилен да ја платиш картава. Не работи. Не работи и тука нели се прави гужва, не се расипало, не работи, ти влагаш автобус. Или најлоша ситуација, например, што имаше, мислам ја тогаш влегов, се чекирав со таа апликацијата на мобилен, пошто имав подолга релација нели од аеродром до вама до Карпош. 2 станици после мене влага жена, джик не работи, другава по неа, джик не работи. Тоа, а до тоа што дека јас не се чекирав работеше, джик не работи. Тоа, мајсторе не работи ова, како бе не работи. Добро, и влага контрол. И имаш, ова, вика не работи тоа. Како не работи? Па еве не работи, прашете го, кажете му мајсторе, еве пробајте, не работи ова. Од кога не работи тоа? Сега знаеш, тука те малтретира тебе, те прашуе, мислам жениве конкретно што влегува тогаш, ги прашуе, па дајте имате ли, па прво им збори картиве, висе, не висе, нели ова картицава, не со друга картица. Таа му вика, провери бе човек на твојот апарат, вика, што ме малтретираш, што ме прашуваш кога да сум у полиција? Знаеш како се однесуваат? Значи, само треба да направи, окей, се расипа, дај картицата и ја помине на неговиот апарат што е. Толку, абе се понаша како, не знам како да ви кажам, како иследник у полиција. Па убаво ли проба, па дај да видам картата, па он ке пробае, па ке види не може. Лудил, а да не ви кажам за ситуација кај што тие контролори, пазете, и меѓу нив има окей луѓе, ама има човече, како да ви кажам, чобани бе, овчари, на македонски кажам, не име местото, треба евалуација психолошка да им правите. Не може жена од 65 години да ја фати вака за јакна
и да ја зајака и да ја крева тука пред 50 луѓе, да ја крева затоа што не платила факинг карта у факинг ЈСП, кој што има скапани автобуси и кој што нема и кој што не работат пола од нив. Или дете од 12 години влегло, не платило карта. Да го вадиш од памет тука, да му се дереш, да го тегнеш, да го фрлаш од вакво, па луѓе стануваат, па ќе се тепа со цел автобус. Контролори, им правите ли психолошка еволуација, какви будали вработуете контролори да ви бидат? Не платил карта, сакаш да го казниш, казни го. Не се изживljавај тука. Па зашто, па како, па ова, па сега полиција ќе ти викнам, па викни пизда ти матери на 5 полиции за 40 денари, А да не ви кажем, работи од типот, кај што ги чекате по 45 минути автобус и умеѓу време, бака тоа ми се деси последниот пат, кога се возев со автобус, од кај мајка ми се враќав на станица у аеродром, и само автобус реков, овој момент са што направиш што треба да направиш и купуеш кола. Жими све ви кажем, толку беше муаветот. Неќам веќе да помирисам автобус, не да влезам нате, да видам неќам. Значи на станица дојдов да се качам, беше негаде 1 сат попладне, 1,5 еве нека беше, море 2 беше, 2 сат беше попладне. Нема автобус, нема, јас се повлеков позади, онака, нема, гледам и од тие таблите, глупости што пишува на тие таблите, доаѓа за 15 минути, какви 15 минути на таа у аеродром таблата кај Капитол, везе нема тоа со ова, негде има везе, негде обично точно пишува, доаѓа за минута, негде везе нема. И вака се занесов, нешто блеам по луѓе, по околина, по ова, нешто као ќе врне, нема да... Еднаш вака спуштам поглед на станицава, кај Капитол и гледам 150 луѓе се собрале. Викам, колку чекам ја тука? Сум се исклучил, 45 минути. 150 луѓе автобус нема, а требаше 3 станици да помине од Лисиче кога дојде. Вие знаете ли на што личеше кога дојде автобусот на таа станица, ја као што бе, првиот автобус, не памтам кој беше. Значи, не беше возможно да се качиш. Ги знаете ни автобусите у Мумбај, кога ги гледате накачани уни индиците у автобуси у Боливија, ко стока кога ќе се изнакачат на тоа, па 10 души висат надвор, се држат, кој за гаќи го држи напред, овој за каишот, тој пред него го држи, вака автобус. Исто така беше, потпуно. И викаш, јеботе Бог, кај сме бе ние у Калкута или у Скопје живееме? Што е ова? 15 милионски град или град од 500-600 илјади жители? Со се околина, еве, 700 нека има преку сила. Значи, Скопје никогаш не бил у поочана состојба, особено за овој јавниот превоз. Ја не памтам ваква, како да ви кажам, ваков хаос невиден. Ама прва работа. Значи, не навлегувам што се случи. Тие што го што треба, што се одговорни за ова градоначалничката, градот и тоа предпријатието и тие приватниците. Кој да е крив за тоа? Ние да сме криви. Овој народ не заслужил така да го малтретирате без најкатастрофален јавен превоз. Ја не знам друг град на Балканов ако има покатастрофален од Скопје. Значи имате главни градови, имате и трамваи, и метроа, и пичке си материне. Кај нас више секоја оваква има фамилии по 5 коли има. Живеат у еден стан доле 5 коли им се паркирани. На паркинг, која гаражирана, ако една, уште 4 паркирани се доле. А има луѓе нормално, ограничени се на јавен превоз. И што треба да прави тој? Кога ќе стигне на работа? Како ќе стигне на работа? Како ќе стигне со деца, ги качал, ги носи у болница, ги ове, како ќе стигне до таму? Све да ви ебам. Селендра од градов направивте. Селендра. Смрденило.
Да му е срам на човек да каже кај е роден. И уште не прифаќате одговорност. Се овој, а се некој друг ви е крив. Ова градоначалничкава со компанија. Се друг некој ми е крив, друг некој ми е крив. Па ако виде дека не можеш да работиш кој што треба, кој курац остана да бидеш градоначалничка? Или финтата беше само овој ги искористи ВМРО нивнава гласачко тело да те наместат градоначалник и после го сврте грбот. Тераш сама. Как што очекуваше ти? Му вртиш грб пример на тој што те наместил и очекуваш ти кој ќе станеш градоначалник, он да продужи нешто да ти се наоѓа тука околу тебе. Како очекуваше бе? Ти кој ќе изгубиш политичка поддршка, а си градоначалник, политичка функција, политичка партија те донела на власт. Или очекуваше што овие СДС да ти скочат? Ова беше само да ви кажам како изгледа, и тоа ова не е ништо, како изгледа ова. Има ситуации кај што знаете каква гужва е во автобус кој ќе се напикаат така луѓе. Значи буквално имате ситуација на некој покуто ако врне надвор, кога е шпицо и кога се прават она бари по коловозине, кога има застој на сообраќај, кога колони имаш ти онака. Знаете како е у тие автобусите внатре? Значи буквално некој чадор ако има тоа шпицот од чадорот, кога се мести тоа гужвата, може да ти го напика. Сериозно ви кажем. Еднаш мене у нос ке ми влезеше тоа вака. Нешто човеков се обидува нешто позиција да фати за да може да се намести, да излезе. Тоа чадор овде вака ке ми го збрсаш. А у око ако ти го збрса или уво. Ке мора да почнам симфонии ко Бетовен да пишувам после тоа. И да ме ги слушате симфониите глувко том. И еве сега ќе се средело денес јавниот превоз, не знам, од градов најавува. Никад нема да го средите. Сакате да видите? Никад нема да го средите јавниот превоз. Никад. Затоа што не е само до јавниот превоз, до инфраструктурата, автобуси, немало нафта, немало, тоа се купува. И автобуси може да се купат ако не крадете, и нафта може да се купи ако не крадете. И човечкиот фактор е најбитен. Е така. А ти, Радо? Нападнија Русија шо побрзо. Му себа на НАТО мамата со тебе. Тамо нешто што те става нешто секретарка, заменик се. Види, Радо, секретарка е секретарка. Само да ти кажам, дали генерална на нешто, секретарка е секретарка. Секретарка. Значи тоа дојде исто на чичо му чучи по јапански. Така да, као секретарка рачунај со НАТО After Work Party, после она познатата америчка игра, што се вика, ајде да играме скрија кобасицата, или хајде сосич, таа е многу интересна игра, Радо. И така ќе имаш многу други, тимбилдинг, исто имаш тамо тимбилдинг, тоа има разни хотелчиња тамо интересни на НАТО, кај што идат натовци за тимбилдинг, мислам, овие се за звезди ве зборам, 5 звезди, 6 звезди, 7 звезди, зависи. Ама се рчкате, кај што не треба, сега нема да зборам за другата страна, како ве доживеа, со ова последново која овој што се поздравува со умрени, што ја гледа мајка му на секој собир, што им даде дозвола на ункаринциве да маваат со ракети со далек дострел. Не ми беше тоа целта, ми беше целта и автобусиве ја се поградскава мајка и посраното Скопје, кој што му доеба мајката, кај беше ебано му е доеба мајката. А за одговорот на Путин на ова сега што го зборам, не дај Боже,
али лесно може да се случи наскоро да го видиме и тоа чудо. Ај се гледаме. Мило, беше ти ја земал возило од 300 коња. Мерцедес, не овој кршјастек што вози, него имаше пред годину ја едно убаво ауто. И возу га ја njega на автобан. И викам, чек да ги питам малко, дадо му Диксо, оно што се вика газ. 160 га закарам по автобан. Кад позади мене, кад погледну, викам, оно полиција, ротација уклучила. Што ќе право, ја се замисли, викам, дал да застаную, викам, или да ја карам још јаше. И удару га ја на 210 мила. Викам, куде, викам, ќе ме стигне фобија. Море вози овој, гледам, приближуе се на куде мене, викам, море дај, викам, перо застани ти овие су крво пие, викам. Ќе те поебев, викам, на стручно. Застаную ја и овој мене ме питуе, викам, господине, ја ќе ве пушту, вика, овој су ми задни минуте, вика, од смену, али ако ми дадеш добар разлог, зашто си бегаја од нас, он на мене тако ми вика. И ја викам, не е проблем би било, сега ти кажу разлог зашто. Затоа што жена ми избега пред 2 недели с некога джандара, викам, па си помисли, викам, да не ми го враќате. И овој кад ме погледна, вика, даде ми документи, вика, ајде, вика, можеш да идеш. Чуј ти, луда работа с тие джандари, бе, мило. Е, страх. А?